Добре дојдовте. Да си кажеме за градскиот воз или воз за Скопје, проект кој треба да го види светлото на денот до крајот на годинава и на некој начин да го олесни јавниот градски превоз во главниот град. На оваа тема гостин е професорот од Градежниот факултет во Скопје Зоран Кракутовски, автор на делот, односно одговорен на стручниот тим кој ја подготви физибилити студијата за овој проект. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телмо. Добар ден и благодарам за поканата. Градежниот факултет во Скопје направи обемна физибилити студија, повеќе од 200 страници, стручен тим од десетина луѓе, стручни секој во својата област. Буквално испитавте се од демографија до навики и склоности на населението, мобилноста на луѓето кои живеат во и околу Скопје. И од сето тоа дојдовте до заклучок дека, да не сугерирам ја, меѓутоа проектот градски воз е финансиски неодржлив, сам по себе без субвенција од државата или од градот Скопје, меѓутоа на општеството му треба таков проект. Малку контрадикторен заклучок. Зошто на општеството му треба проект кој би бил финансиски неисплатлив? Значи вака, проектите од транспортната инфраструктура, ако ги земете и упатствата кои што се нели во Европа и од Европската унија, они имаат направено проценка дека проекти кои што финансиски се самоодржливи, во таков случај партиципација од европските фондови или од државите не треба да има за таквите проекти, можат сами да опстанат. Меѓутоа за проекти кај кои што економската исплатливост е голема, а финансиски не може да бидат самоодржливи, во таков случај треба да се партиципира нели во тие проекти, треба државата да земе свој удел во трошоците за функционирање на проектот. Што значи ваквите проекти, што значи економски да бидат исплатливи, значи за општеството дека се пожелни таквите проекти, меѓутоа од аспект на компанија која што би работела со превозот, која што би го организирала и која што би го реализирала превозот на патници, таквите проекти финансиски нормално без државна помош или помош од градот, од општините би бил неуспешен проект. Ајде да одиме со ред, да објасниме за што станува збор. Надлежните го најавија проектот како градски воз или воз за Скопје, што би стартувал на 3 делници до крајот на годината на една делница. Веројатно во наредниот период повеќе делници. Станува збор за пругата Миладиновци до Скопје, до транспортниот центар, односно главната железничка станица во центарот на градот, во должина од 20 км, потоа во втора фаза веројатно Скопје-Зелениково, 25 км, исто така пруга која минува во Лисиче, Драчево и Јане Сандански и на крај делница 3 Скопје-Север, Скопје, Ѓорче Петроволково, 18 км. Се во ова би на некој начин би го поврзало центарот на градот со оние приградски населби во кои живеат голем број луѓе. Според последниот попис, повеќе од 600.000 жители во главниот град, според бројките од пописот од 2021, кои сега се превезуваат само со приградските линии на јавното градско предпријатие Скопје. Систем кој полека станува се потешко функционален, односно не одговара на потребите на новото време. Да, апсолутно. Само ќе ве исправам малце, значи во прва фаза идејата е да се оспособи линијата транспортен центар Скопје Зелениково, а во втора фаза веројатно ќе оди Миладиновци и пругата до Миладиновци и до Волково. Првата фаза значи до крајот на годината. До крајот на годината идејата е да се почне нели со експлоатација на таа прва линија. Видете, ако ги погледнеме статистичките податоци за функционирањето на јавниот градски сообраќај во Скопје во последните 15-тина, да речеме, години, имаме некоја тенденција на постојано намалување на бројот на превезени патници со автобусите, затоа што само автобускиот нели сообраќај не е дел од услугите за јавен градски сообраќај. За разлика од намалувањето на услугите во јавниот превоз, имаме зголемување на степенот на моторизација на граѓаните и имаме зголемена употреба на приватниот автомобил. Фрапантно е, последните податоци покажуваат дека во Скопје, регионот на Скопје, негде степенот на моторизација се движи околу 370 патнички автомобили на 1000 жители.
При тоа би можел јас тоа да го парафразирам, Скопје стана град на автомобили наместо град на луѓе. И еден фрапантен податок кој го најдов во вашето истражување е дека просечната старост на овој возен парк што го спомнувате од над 300 повеќе од 300.000 патнички приватни автомобили е 19 години. Просечната старост, што значи многу стари автомобили или автомобилски крш што низ годиниве го увезовме од секаде и што многу го загадува воздухот во градот. Точно, тоа е точно. Значи имаме стар возен парк, бројот на автомобили вкупно на моторни возила во градот Скопје и во регионот на Скопје е негде околу 200.000. Овој индикатор или показател степен на моторизација се однесува на број на индивидуални автомобили на 1000 жители. Што значи да речеме ако имате 500 автомобили на 1000 жители, значи дека во едно семејство со четворица, ако се две деца, маж и жена, значи и двајцата би имале супружници своји возила, нели? Фрапантен беше податокот за општина Центар, каде што најдовме навистина некој просек кој што е во Европската унија во однос на бројот на жители од пописот 21 и бројот на приватни автомобили кои што ги има моментално во општина Центар. Значи тоа е највисок во државата. И сега да се одговори кој е предизвикот? Предизвикот е да се одговори на се позачестената употреба на приватниот автомобил, значи да се направи некакви проекти да влезат нели во реалноста и да може да се користи и друг вид на транспорт освен приватниот автомобил. При тоа, кога сме кај автомобилите, ќе ми дозволите уште, податок од Државниот завод за статистика, што го цитирате вие во вашата физибилити студија, бројот на регистрирани моторни возила во регионот на Скопје во 1990 година 98.000. Да. До фрапантни во 2023 245.500. Значи повеќе од двојно е зголемен бројот на регистрирани автомобили во Скопје и во регионот на Скопје за 33 години. Да, значи имаме навистина драстично зголемување на бројот на приватниот автомобил и покрај тоа неговото користење во секојдневната мобилност на граѓаните во Скопје. Сега овој проект за градски воз беше идеја и од порано, меѓутоа досега не е реализиран, не знам од кои причини, веројатно не се наметнал како некој приоритетен проект, мада никој нема веројатно против да биде реализиран, претпоставувам. Проектот опфаќа овие три делници што вие ги спомнавте, со тоа да се очекува од него да биде на некој начин искористена постоечката железничка инфраструктура, значи во делот на инфраструктурата нема големи зафати, нема големи инвестиции. Најголемите инвестиции во проектот би биле во однос на набавка на превозни средства. Тие се така наречени самостојни моторни влечни единици, кои што треба да бидат набавени за да може да функционира градски воз. Нашите пресметки со целокупна шема на експлоатација која што ја направивме за трите делници покажува дека минимум се потребни 8 такви возила, а најдобро да има 10, нели, ради ако дојде проблем со функционирање на едно возило да не застане сообраќајот. А актуелните со кои располага јавното претпријатие Македонски железници транспорт не можат да одговорат на потребите? Па они немаат многу, знаете, 2014 година од бившите влади распиша тендер и овие кинески имаат 4 дизел гарнитури и 2 електрични, значи 6 се со капацитет од 300 патници. Истите се во функција, истите функционираат, меѓутоа и за да ги одржат постоечките линии не се доволни за патнички превоз. Да речеме. Пред 2014-та кога е направена последна набавка на моторни системи на вагони и локомотиви? Па 2014 е набавено за патнички. Предходно не, предходно мислам дека не се набавуваат такви самостојни влечни моторни единици, туку она што остана. Се користеше од поранешна така, од поранешна југословенски железници, македонски железници. Од кој дел се и сега во употреба? Значи не се само овие 4 кинески. Да, од кои се дел Јордив веројатно во употреба, меѓутоа како ви кажам, денешно време си бара одредени перформанси на транспортните системи за да бидат користени и патниците да ги навикнете, нели, да ги користат тие транспортни системи. Професоре, за потребите на оваа физибилити студија, немавте само математичка задача и задача од кабинет да истражувате, туку излеговте и на терен. Поминавте по овие сите три делници. Од крај до крај. Може ли да кажете впечатокот ваш како направен увид што во
физибилити студијата е на неколку страници убаво опишан. Од онаја што го прочитав, можев да сватам, иако не сум патувал скоро со воз, дека имаме многу обраснати колосеци, поради тоа што не се во употреба, дека имаме стари прагови, станува збор за оние дрвени прагови што ги држат шините над камењата, дека имаме незаменети шини, нефункционална безбедносна сигнализација. Не е до толку нефункционална колку што е застарена. Сепак и дека е потребен итен ремонт на пругите. Да, ремонтот на пругите. Ремонт го нарекуваме комплетна, значи има одредена терминологија во железница. Ремонт е комплетна замена на елементите, го нарекуваме горен строј, шините, праговите, колосечниот прибор за присуствување на шините за прагорите и засторот, односно камењата, што ги рековте, со одредени интервенции во системите за одводнување. Тоа е ремонт на пруги. Меѓутоа, тој ремонт на пруги не е направен, особено не е направен на пругите кои што се во делот на железничкиот скопски јазол. И овде имаме одредени мали делници кои што се ремонтирани. Кажеме, со внесени се бетонски прагови на колосекот, заменети се дрвените. Меѓутоа, во најголем дел се уште седи таа мрежа во Скопскиот железнички јазол да биде ремонтирана и да се направи она како треба, нели, денес да изгледа еден современ колосек. Точно и праговите, особено дрвените прагови, се со некоја старост од над 40-50 години. Негде најдовме прагови од 64-та, 67 година кои што се во колосекот и нормално е дека со тек на време, со климатските нели влијанија врз материјалот, врз дрвото, праговите веќе не се така млади и не се добри за употреба. Дали тоа го доведува во прашање безбедното одвивање на железничкиот сообраќај и дали поради тоа актуелната брзина на возовите кои се обраќаат по шините низ Македонија е толкова колкава што е. На некои делници дури до 20 км на час. Не би можеле да генерализираме низ целата држава затоа што се направи ремонт на одредени делници. Точната бројка не ја знам, али мислам дека од некои 220 на километри на коридор 10 се ремонтирани, ајде да кажем 40% или 50%. Значи заменети се бетонски прагови, нови шини, нов колосечен прибор, нови панели за патни премини, нели, вкрстување на железница со пати и така натаму. Меѓутоа, дрвените прагови и целиот колосек, онаму каде што не е ремонтиран, веќе е на крајот на периодот на употреба, на амортизација. Спомнавте за безбедноста на сообраќајот. Безбедноста на сообраќајот обично кај железницата се регулира со намалување на брзините на патување. Така да и ние во физибилити студијата ги рачунавме брзините на патување на возовите со 60 и 50 км на час од станица до станица. Нормално дека кога ќе се направи ремонт, сега ако дозволи и трасата, затоа што и геометријата на трасата влијае на брзината, не влијаат само елементите од пругата, пшините и така натаму. Во тој случај би можело да се крене брзината на поголема, да кажеме, граница. Рековте за замена на шини, имаат македонски железници, имаат променето доста шини и ги следат состојбите со колосекот. Нормално тоа е навистина сообраќај, вид на сообраќај кај кој што правилната геометрија многу е битна за да не дојде до некоја сообраќајна голема незгода, нели? Да, така да имаат заменети шини. Ќе ми дозволите два цитати што се вака повпечатливи од физибилити студијата. На оваа делница станува збор за станица Драчево до станица Зелениково. Во последните 3 години, од 2022 наваму, воопшто не е вршено машинско регулирање на геометријата, ова за што зборуват, висината на колосекот со подбивање и покрај тоа што на овој колосек се одвива мешовит сообраќај. Со оглед на тоа може да се заклучи дека оваа делница е во релативно лоша состојба, па затоа брзината на движење на возовите е ограничена на максимална брзина 50 до 60 км на час. Или уште еден цитат што се однесува на делницата Скопје Север, со оглед на тоа што по оваа пруга долго време не се одвива сообраќај, колосекот е обраснат со растенија, има нафрлено застор, на повеќе места и постојат прилично голем број на диви патни премини. Да, тоа е особено голем проблем на делницата Скопје транспортен центар до Волково, каде што моментално нема сообраќај, не се одвива, меѓутоа и таа делница е влезена во оние, да кажеме, европски рути на главни железнички мрежи кои што поминуваат преку Македонија. Тоа е
она што го ние збориме коридор 10, коридор 8, меѓутоа и рута 6 што оди према Косово. Така да претпоставувам дека во некоја блиска иднина сето тоа ќе се ремонтира, сето тоа ќе се обнови и ќе се електрифицира, затоа што таа пруга не е електрифицирана. Ние од транспортен центар до Волково пругата се кога нели има возови, кога има сообраќај, пругата се користи со дизел влеча, значи сообраќај од нема. И тука давате препораки да се изврши машинско чистење на засторната призма на местата каде се забележуваат големи слегавања поради втиснување на зрнат, да се изврши замена на сите дрвени, многу испукани и струлени прагови со бетонски, да се затворат шините да се заварат. Да се заменат сите изабени шини. Да се изврши машинско дотерување на геометријата на теренот. Она што е современ колос и така натаму. Да. Нудите и две сценарија. Сценарио со реконструкција и на стојалиштата, односно на станиците, и она сценарио без. За се ова да се направи како база за да се влезе во проектот, значи да се направи тој ремонт неопходен што е на пругите, односно да се доведат во возна состојба, колку пари се потребни и дали може тоа да се сработи за неколку месеци со оглед тоа што на мерите на надлежните до крајот на годинава да профункционира една траса. Видете, пругите и сега функционираат. Значи овие освен она што се случи пред некое време, скоро време, кај Маркова река, нели мостот. Да. Тука таа делница до Зелениково, нели тоа треба да се санира за да се пушти повторно во употреба. И тоа предолго трае? Па, не се сеќавам кога беше, не знам, веројатно тендери, распишување и така натаму, тендерска документација. Има прилично проблеми што би требало да се воиднина, можеби малце, за да се убрзаат работите, малце да се коригираат, можеби од аспект на законски регулативи и така натаму. Не сум баш стручњак за таа област, меѓутоа претпоставувам дека и тоа може да е проблем. Значи, пругите, ремонтот на пругите што треба да се направи не се влезени као инпут во cost-benefit анализите и во трошоците за пругата, затоа што овие пруги се користат и за друг сообраќај. Значи, пругите во Скопскиот железнички јазол се користат како меѓународни пруги, исто дел од нив, и истите треба да бидат одржувани и постојано во кондиција за да можат да овозможуваат да се одвија сообраќај по нив. Она што ние го предложивме во физибилити студијата е специјално поврзано само со проектот Градски воз, е 14 така наречени стојалишта и станици кои што сега постојат да бидат реконструирани пероните на нив, да бидат ставени дисплеи за информативни табли за патниците, да има по 2 столба, високи столба со осветлување, нели, на пероните, да има камери за видеонаблюдување, звучници за пуштање на сигнали, звучни, нели, известувања до патниците и нормално заштита одредени настрешници и клупи за седење на пероните. Со тоа веднаш да потенцирам дека овде, тоа го посебно потенциравме, треба да бидат пероните способени за да имаат пристап и луѓе со редуцирана мобилност до нив, за да можат да влезат, нели, во тие железнички самостојни моторни влечни единици. За да се привлечат патниците да го заменат својот автомобил со тој градски воз. Знаете, прилично одамна имав некој студиски престој, студирав надвор од Македонија и дојде директор на јавно предпријатие, интересно беше ко случка, и цело време ни збореше на студентите кои што бевме, нашата конкуренција мора секогаш да бидеме како јавно предпријатие за јавен превоз, секогаш да бидеме агилни, да ги подобруваме состојбите. На крајот мене ми беше малце чудно која е таа конкуренција. Приватниот автомобил. Да, значи го прашав го господине што е вашата конкуренција, ја колку знам во овој град има само едно јавно предпријатие за јавен градски сообраќај. И ми рече, колега, нашата најголема конкуренција е користењето на приватниот автомобил. Ние мораме да дојдеме до состојба да голем процент од луѓето ги остават клучевите од автомобилите дома и користат нашите. Може градскиот воз, односно возот за Скопје, да стане конкуренција на приватниот автомобил? Па ние направивме некоја мала проценка, премногу не сме оптимисти, значи во cost-benefit анализа тоа не е преоптимистички земено, дека може, да, до одредена, можеби состојба, да. Меѓутоа, мислам дека за воиднина во Скопје, ако се поврзат овој градски воз, да кажеме, со други системи за јавен градски сообраќај кои што ќе бидат внатре во градот, во самиот, во срцето на градот, мислам дека можат многу да допринесат за да се намали и сообраќајот. Значи градскиот воз да биде база на која ќе се на која ќе се надоврзи друг транспортен систем.
Сега тука нели знаете и вие и по широката јавност дека имаше идеја за проект оној со брз автобус, па имаше пред тоа идеи за проект со трамваи. Меѓутоа од сите оние досегашни проекти, физибилити студии, колку сум можел да ги видам, не бев да кажеме директно вклучен во изработката или во ревизија на такви студии, меѓутоа ги читам, ги наоѓам на интернет она што е достапно. Мислам дека на Скопје треба да му се дозволи или да се направи една нова инфраструктура која што ќе биде стварно во функција на поефикасен јавен сообраќај. Постоечката инфраструктура го гуши градот и јавниот сообраќај. Едноставно е премалку тој капацитет на инфраструктура што го имаме за транспорт. И веројатно тука поради тоа констатирате дека општеството би имало корист од еден ваков проект, не само во делот на ова што го велите дека ваков каков што е јавниот превоз е нефункционален и дека му треба алтернатива, туку и поради заштитата на животната средина, бидејќи тука би имале поголема предност и веројатно поради тоа што би се скусило времето на патување со градскиот воз. Иако немаме одамна направена анкета на мобилноста на граѓаните, односно навиките на граѓаните, колку патуваат, колку патувања се реализираат на дневна база во Скопје, сите жители. Меѓутоа, факт е дека на некој начин би требало да се скуси патувањето, времето за патување. Да, знаете, во сите анализи кои што се прават во делот на сообраќајот, сообраќајната инфраструктура и воопшто во трошоците на транспортот, времето во поминато во транспорт се смета као трошок. И тоа време има своја опортуна вредност. Ако не патувате вие, ќе трошите време, ќе сработите или ќе одмарате, па ќе бидете посвеж за да работите утре. Така да времето поминато во транспорт се смета како трошок и секогаш оттаму и сите оние политики во поразвиените држави да се намали времето на патување. Брзи железници, авионски превоз, посебни, да кажам, ленти за јавен превоз и така натаму. Сето тоа е за да се намали времето на патување. Така да ќе мора и претпоставувам и во Скопје и кај нас да се изградат нови системи, транспортни системи кои што ќе гарантираат прво возни редови, тоа е многу битно. Значи, вие, ако ги погледнете студиите за Скопје, за ГУПот на Скопје од 2020 година, ќе видите дека најголемите гужви се за така наречените задолжителни патувања. По наводници задолжителни, а тоа се патување одење на работа и не враќање, одење на работа и одење на факултет или во школа. Затоа што ако не стигнете во даден временски пресек, точно на одредена локација во градот, вие ќе бидете пенализирани, дали со плата, дали со изостанок и така натаму. Значи, за да направите вие транспортен систем кој што ќе биде ефикасен, истиот мора да гарантира возни редови. Гарантирањето на возните редови во ваква состојба на постоечката инфраструктура, со само семафорска сигнализација и уредување, па и полиција која има, навистина преголем обем на сообраќај има, волумен на сообраќај, за да може тоа да се направи на постоечката инфраструктура. Затоа сметам дека треба да се изгради нов транспортен систем, нова инфраструктура, која што ќе се фино усклади со постоечката патна мрежа и каде што проектот градски воз, можеби други станици, преорганизација на јавниот превоз автобуски, мислам дека што би било најкомпатибилно со ова? Па имајќи ги светските искуства и она да речеме прилично одамна и веќе, меѓутоа уште тогаш работевме со колеги и колешки во Лозана, во Швајцарија, престојов. Они тогаш направија, тоа е негде 90-тите години, систем лесно метро. Систем лесно метро е превод помеѓу класичен трамвај и метро. И сега што е разликата помеѓу трамвајот класичниот и метрото? Разликата е во тоа што системот лесно метро се движи во така наречена сопствена средина. Значи не поминува на градски улици или да влезе во коштец, да кажем, со другите учесници во сообраќајот. Цело време има свој резервиран простор и се движи само во него. Што значи тоа? Тоа значи може да гарантира возни редови. Ова предмалку што ја кажа. Дали Скопје треба и државата да тргне од нешто вакво, па потоа или база треба да биде градскиот воз? Затоа велам, дали градскиот воз сам по себе, без надградба на системот, би го решил проблемот со јавниот превоз во град? Во мала мера да, меѓутоа да го реши целосно апсолутно не. Значи потребно е дополнително да се тоа развие после и да се надгради. Како да кажам, за во градот во Скопје тие проблеми што ги има со сообраќајот, со сите тие гужви и сите тие негативни ефекти кои што сообраќајот ги прави од патничките возила и да се намалат. Значи потребно е да се
продолжи со ваквите проекти, меѓутоа самиот проект Градски воз има своја ефикасност, има свои полезни да кажеме работи кои што ќе допринесат да биде економски да кажеме прифатливо за општеството. Добро, ова метро комбинирано во стилот на Лозана, ја спомнавте? Да, во Лозана они имаат систем на трамвај и лесно метро има. Изгледа многу утописки од оваа перспектива сега. Не би рекол дека да. Меѓутоа, тоа е, знаете, политичка одлука, ја не сум. Колку чини проектот Градски воз во сите три фази? Вкупната вредност што треба да се инвестира за да профункционира. Градежните трошоци не се многу големи. Ви спомнав, значи 14 стојалишта со замена на пероните, со друга висина треба да се стави според европски стандарди. Значи тоа е негде не само инфраструктурно, и со набавка на нови возни системи. Да, ама би сакал да го разделам. Инфраструктурно е негде околу 1,5 милиони евра да се уредат стојалиштата и да се стават сигнализацијата, да се замени онаму кој што има нели премени со патишта, рампите и така натаму. А во делот на возилата сега возилата коштаат негде од 4 до 6 милиони евра. Зависи нели од кој производител ќе ги нарачате, меѓутоа и тука во студијата има предлог, може да се набават можеби и половни, ако се во добра состојба, или пак да се изнајмат на лизинг таквите возила и да се плаќа годишен надомест за користењето на тие возила. Добро, уште малку околу придобивките од проектот Воз за Скопје, реконструкција и надградба на постоечката траса и неговата околина од аспект на животната средина се намалување на емисии на стакленички гасови на локално ниво, додека придобивките од социоекономски аспект се подобрување на транспортните услуги и развојот на економијата на ниво на град Скопје, бидејќи ќе се отворат нови работни места и развој на локални бизниси, подобрување на стандардот на населението. Да, апсолутно. Значи во секој случај позитивна оценка давате на овој проект и ги охрабрувате надлежните да го стартуваат. Дури емпириските наши пресметки, проценки правевме и финансиска и економска кост-бенефит анализа со вклучување на сите параметри согласно водичот за таквите анализи издаден од Европската комисија 2014 година. Значи ние ги потврдивме и емпириски таквите резултати. Она што предпоставувам дека вака го гледаме и го можеби наслутуваме, дојде и да биде преточено во бројки. И сега ме прашавте за возилата, значи возила негде се потребни 8 до 10, ако ги земете инфраструктурата од 45 до 50 милиони евра, ама заедно со возилата. Купно, во тотал сега зборувате. И најголем трошок се возилата. Значи возила, македонски железници, транспорт, такви возила нема, ќе мора такви возила се. И според неколку сценарија што ги разработувате, колку патници би се превезувале? Па, нашето базично сценарио, или да речеме песимистичко е така да кажам, на овие 62-3 километри пруги, значи за трите делници зборам, сметаме дека на ден би имало околу 3400 патници на 108 траси. Значи тоа е битно, затоа што транспортната побарувачка многу зависи од транспортната понуда, зависи вие колку сте фреквентни со вашите возила. Така да имаме 108 траси на трите делници кои што би патувале во текот на 24 часа и на онаа базична или песимистичка предпоставка за која што економски се гледа дека е исплатливо, дури и за песимистичката предпоставка, негде е со 3400 патници на сите три делници. Професоре Кракутовски, благодарам многу за гостувањето, да си кажам. Благодарам за поканата.